На небото над Израел одекнаа нови експлозии, а Иран за прв пат употреби двостепена балистичка ракета од типот Саџел со среден дострел до 2000 километри, директно лансирана кон израелска територија. Една од ракетите ја погоди болницата во градот Бершева. Повеќе од 40 луѓе се повредени. Израелската војска возврати со воздушен напад врз Иран. Нападнати се неколку цели во Техеран и други делови од земјата. Една од ракетите ја погодила и Академијата на револуционерната гарда. Премиерот Нетањаху се закани дека ќе ја наплатат цената од Техеран и нареди на војската да ги интензивира нападите. Порака стигна и од председателот на Израел. Ако навистина сакате да ја видите иднината како евреите и муслиманите и сите религии работат заедно и се почитуваат меѓусебно, вклучувајќи ги и палестинците од Јудеја, Самарија и Газа, дојдете тука и ќе ја разберете иднината. За иднината треба да се бориме да ја промениме реалноста, а тоа значи да се зададе посилен удар на главата на змијата што седи во Техеран. Медиумите во Техеран известуваат за израелски напади во близина на иранскиот нуклеарен реактор во Кондаб. Погодени биле објекти за производство на ураниумски центрифуги и компоненти за ракети. Американскиот председател Трамп ги одобри плановите за напад врз Иран, но не даде јасен одговор дали САД ќе се приклучат кон израелските воздушни напади. Чека и одговор од иранската страна дали ќе се откаже од нуклеарната програма. Имам идеи што да правам, но не сум донел конечна одлука. Би сакал да ја донесам една секунда пред да биде извршена. Не сакам да се мешам, но веќе 20 години велам дека Иран не може да има нуклеарно оружје. Мораат да потпишат документ. Беа многу блиску. Претпоставувам дека тоа се уште може да се случи. Тие сакаат да дојдат и да ме видат, а тоа е голема изјава. Во меѓувреме стигна и порака од Москва и Пекинг за Трамп дека американскиот напад врз Иран ќе значи опасна ескалација. Рускиот претседател Путин претходно понуди посредништво на Москва во конфликтот, на што Трамп му одговори да се фокусира на сопствениот конфликт со Украина.